Цивил медија. 27 август 2019 година. Вест на денот. Закон за јавно обвинителство. Ако не се обезбеди двутретинско мнозинство за законот за обвинителство, спас за СЕО ќе се бара преку измени на законот за совет на обвинители кој се носи со 61 глас, најави министерката за правда Рената Десковска по завршување на собраниската седница каде се разгледуваше законот за јавно обвинителство. Собранието ја утврди потребата од донесување по скратена постапка на предлог законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. За предлогот гласаа 57 пратеници. Со ова почнува расправата за овој предлог закон во собраниските комисии. По изгласувањето на одлуката предлог законот за јавно обвинителство да се носи по скратена постапка, Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН рече дека во мандатот на Десковска има најголем политички и судски скандал и побара нејзина оставка. Десковска го отфрли барањето. Седница на Советот на јавни обвинители за рекет и Катица Јанева. Во Советот на јавни обвинители денеска се одржа седница на која беше повикана шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска, од која се очекуваше пред членовите на Советот да ги образложи причините зошто е осомничена специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во случајот рекет. Јас ги презентирав доказите што досега ги имаме, искази на сведоци, записник од кривична пријава, снимените разговори. На сите прашања што произлегоа одговорив. Тие останаа и сами да извршат увид во предметот, изјави Русковска по незиното излегување од седницата на Советот. На новинарско прашање дали има вистина во се што се зборува во јавноста за тоа што содржи втората страница од исказот на Камчев, меѓу другото и имиња на политичари инволвирани во случајот, Русковска рече дека апсолутно станува збор за дезинформација од одредени медиуми. Пожар во близина на Велешкото езеро Младост. Доцна синоќа околу 22:30 часот е изгаснат големиот шумски пожар над Велешкото езеро Младост, во кој по 11 часа девење на огнената стихија од која постоеше опасност да се зафатат и околните населби, изгоре површина од 400 хектари, од кои половина се борова шума и 200 хектари подсува трева. Според информацијата од територијалната противпожарна единица Велес, во пожарот изгорела една свињарска фарма и една викендичка. Експертите посочуваат дека последиците се големи и ќе треба да поминат многу години за боровата шума која пред 50 години доброволно ја засадија велишани повторно да се ревитализира. Полицијата синоќа приведе 4 лица кои работеле со електричен алат по сомнение дека го предизвикале пожарот од искрена сува трева, кој брзо се прошири и зафати голема површина. Флеш вести. Промовира научниот труд на академикот Таки Фити, улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизацијата на економиите. ЗНМ и СЕМ со осуда за непримирниот наслов зошто владата на Заев се однесува педерски кон Србија на ТВ Алфа, реакција има и од владата. СОНГ предупредува со штрајк за повисоки плати на 2 септември, министерот за образование и наука Арбер Адеми смета дека нема причина. Цивилни активности. Тим на Цивил денеска е во градско Росомон, Кавадарци и Неготино со цел промовирање на проектот Зелена иднина во соработка со Хајнрих Бел Сараево. На инфоштандовите граѓаните имаа можност да ги изнесат своите ставови за социјална правда, зелени вредности и антинационализмот. Во своето излагање на неодамнешниот семинар на Цивил Транспарентност и одговорност во политичките процеси, градоначалникот на Велес Аце Коцевски зборуваше за партнерството и соработката на локалната самоуправа со граѓанските организации. Коцевски во првиот дел од своето излагање се фокусираше и на транспарентноста и одговорноста на општината кон своите жители. Мисла, странски пари. Проблемот настанува кога ќе се обидеме да погледнеме за тешките завеси на помошта од Москва. Што и кого финансира Кремљ? Тие финансираат, се разбира, нејавно и отворено, медиумски проекти што промовираат омрза по сите основи што можете да ги замислите. Кремљ финансира ултранационализам и насилство. Лажните вести, дезинформациите и говорот на омразата се нивните главни инструменти во ширењето на црната пропаганда, пишува Џабир Дарала. Кој смее да каже не? За изјавите на Бујар Османи, правосудството, предметите на СЕО, новата министерка за финансии и борбата против корупцијата, зборува Џевдет Хајредин. Читете повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.